Јас предлагам да полека да се сместуваме, за да почнеме точно во 12:05, со оглед на тоа дека имаме така наречен лайв стрим, односно директно пренесување на настанот преку линкови кои водат кон порталите, од порталите кон веб страната на фондацијата, и тоа може да се следи и сега, а може и одложено снимката да се следи, така што и оние кои не се од Скопје или оние кои се од Скопје па се зафатени, а се заинтересирани, можат да го видат, да го проследат настанот. Добре дојдовте. Значи, јас ќе почнам со тоа што само ќе потсетам, веројатно не ве чуди зошто сум ја домаќин на овој настан, како докажан соработник на службите за државна безбедност. Таа чест ми припаѓа мене. Имено. Знам дека Ким ми завидува што он не е докажан соработник, а и дека со нетрпение очекува да му се случи тоа, ама изгледа го поттурнуваат настрана. Не се, ќе треба поиќе активност да покажеш, Ким. Добро. Мислам дека денес имаме многу интересен, важен повод за да се собереме и да поразговараме. Јас оваа книга во оригинал на англиски јазик ја видов во некоја продавница во Берлин пред некоја година и веднаш ми падна во очи. Многу брзо потоа ги побаравме авторските права и одлучивме дека се работи за една исклучително интересна книга која е прекрасна комбинација на фактографска, меѓутоа и едновремено литературна творба. Самиот наслов како да е инспирирано од Алиса во земја на чудата, нели? Alice in Wonderland. А авторката Ана Фандер се доживува себе си како Алис во Штазиленд. Предпоставувам дека на сите ви е познат овој збор Штази, кому повеќе, кому помалку. Меѓутоа, оние што посериозно се занимаваат со тајните служби, службите за државна безбедност, капа им и симнуваат на Штази, во смисла на опфатот на населението, значи колку контрола паѓала по глава на жител, но исто така и по, би рекол, застрашувачки софистицираните методи со кои биле покорувани и искористувани граѓаните на една држава која веќе не постои, нели, Германска демократска република, која на чија изолација исклучително многу и помагаше едно чудо што веќе не постои, кој се викаше Берлински зид, кој падна 89-та година. Ана Фандер, која е австралијанка, родена е во Мелбурн 1966 година, детството и младоста ги поминала во Мелбурн и во Париз, работела како правник за меѓународно право и како радио и телевизиски продуцент. Падем биде речено на крајот на нашиот разговор овде, че имате можност да видите еден краток документарен филм, односно телевизиска емисија од 23-4 минути ми се чини, во кој ја има и авторката, ги има и дел од жртвите, ги има и дел од крвниците, а го има и затворот, прочуениот затвор во кој Штази ги мелела и ги кршела своите жртви. Во 1997 година е било возможено да престојува како писател во Австралискиот центар во Потсдам. Штазиленд, која беше номинирана за наградата на Guardian за дебитантска книга во 2003 година и за книга на годината на австралискиот дневен весник The Age, како и за литературната награда на Квинсленд премиер за неромансиерско дело во Австралија е незината прва книга. Туку што влезе преведувачката
Валентина Новачева. И еве, таман сакам да почнам со благодарност. И би рекол на некој начин со искажување гордост заради тоа што се работи за исклучително добар превод на една книга која бара широк диапазон на знаења, зашто и тематиката што фатена во книгата е прилично зафаќа прилично широк спектар, би рекол, на феномени кои се карактеристични за животот во еден систем кој направил се за да биде би рекол, по-чист идеолошки од системот кој што го следеле. Источна Германија, односно ДДР, односно ГДР, изгледа успеала да го надмине Советскиот сојуз во она што е фанатично спроведување на еден систем кој наводно требало да создаде рај на еднаквоста. Дали дел од тоа може да се објасни со тоа што де факто Источна Германија е дел од државата која претходно спроведувала еден друг вид рај на еднаквоста, а тоа е нацизмот. Со тоа и многу историчари се занимаваат и не е на мене да давам одговор, не знам дали Ѓунер и Фросина ќе се навратат на тоа, но сеедно, дури и да не се навратат, мислам дека е тоа исклучително интересно прашање, а тоа е докаде оди ревноста и на што е се подготвен оној кој ги прикрива трагите на своето минато. Мислам дека е тоа прашање кое е актуелно и кај нас денес. Да не заборавам само дека покрај Валентина Новачева, тука имаше и уште некои помошници во преводот, во редактурата, Гордана Стошич и Ема Марковска Милчин, и без оглед на тоа што имам ја сопруга, сепак морам и нејзе да искажам благодарност. Се разбира на Гордана Стошич, тоа е директно. Јас завчера и вчера уште еднаш по трет пат ја исчитував книгата и пред да ги замолам нашите промотори, Фросина Ременски и Ѓунер Исмаил да земат збор, сакам само две деталчиња да прочитам од оваа книга, многу кратки. Инаку книгата е тука и секој од учесниците на денешниот настан ќе ја добие бесплатно, ние книгата не ја продаваме. Таа е дел од одбележувањето на 20 годишнината од постоењето на Фондацијата Отворено општество Македонија, која всушност најофицијално ќе се одбележи во октомври на денот кога фондацијата е регистрирана во Република Македонија. Првото што сакам да го прочитам е еден виц кој си го раскажувале службениците на Штази. Значи, Штази всушност е војската или војниот дел на Министерството за државна безбедност. Дека во парчето почнува со Хер Бонзак, почнува со виц. Хер Бонзак е бивш функционер, офицер на Штази. Им го кажал во 1980-та на група колеги за време на ручекот во ресторанот резервиран за највисоките службеници на Штази. Се навалува на столчето и се смее како некој чичко што знае тајна. И вицот гласи: Соединетите Американски држави, Социјалистичкиот сојуз на Советските републики или обратно, така, и ГДР сакале да го извлечат Титаник. Вели кревајчи ги веџите. Американците го сакале накитот за кој се претпоставувало дека бил во сефот. Кимнува со главата. Советите сакале да дојдат до тајните на високата технологија, а ГДР го спушта шнапсот, нели, шнапс е германска ракија, со драмска пауза. ГДР го сакала бендот кој свирел додека бродот тонел. Се смееме, пишува Ана, нормално беше да се кажуваат такви вицеви? Да, вели, сосема нормално, но зависеше од тоа кој се е присутен.
веднаш откако кажав овој си помислив, брат, ова беше прилично глупаво од твоја страна, зашто на масата имаше еден генерал. Поминува со раката низ косата. Поручекот, генералот ме тргна настрана и тивко ми рече, другар, не би кажувал такви вицеви да сум на твое место. А ова се случува од далечната 1980 година. Тие тогаш насетуваа дека целата работа е тргната надолу. Или продолу, поточно. Овој виц има едно свое продолжение, кај што се вели дека всушност неколку години веќе поред во високите кругови на Штази, единственото прашање било кој ќе остане последен што ќе го изгаси светлото во државата која веќе нема да постои. И уште едно делче само, за да не ви одземам премногу време. Едно од многу интересните поглави е приказната за судбината на рок-н-рол музиката во Источна Германија. За еден бенд кој низ својата музика се обидува да искаже некаков протест, некаква критички однос кон стварноста во Источна Германија. И таму има еден да го најдам само текстот. Всушност има подобра варијанта за да не губиме време. Ја предлагам Џунер да почне, а ја меѓувремено додека он говори ќе го открием каде ми е едно од овие кој што обележана поезијата. Добро, Владе. Добро, ама не сме многу да трае. Ти станува здодевно. Ти благодарам за овој вовед на издавачот. Ме поштеди едноставно да посветам неколку реченици за самиот издавач. Да го пофалам, се разбира, а и да се заблагодарам, бидејќи книгава за што зборуваме ми ја подари точно пред 6 недели. 10 дена потоа Германија доби нов председател на Републиката, Јоахим Гаук, пасторот, легендарен борец против режимот на Хонекер. Ангела Меркел вели вистинскиот учител по демократија, ловецот на Штази и федерален комесар, така му гласи титулата, на комисијата надлежна за досиејата на Штази до 2000 година. Хроничарите побрзаа да констатираат дека е ставена не само символична, туку и дефинитивна точка на еден историски процес, кој започнал, не можеме да го лоцираме точно кога, поаѓајќи од тоа дека историјата нема баш и некаков почеток кој може да се лоцира. Туку и таа дефинитивна точка не е завршена во октомври 1990 година, а неговите опашки се влечеле се до моментот кога Јоаким Гаук седна на местото каде што пред него седеле, како и секогаш, голем број на лажни големи татковци на нацијата. Со чест на исклучоци, се разбира, во германската историја. Дека таа хроничарска забелешка е избрзана, со беглото читање на оваа книга можеме веднаш да се увериме, а понатака ќе видиме. Денеска ќе зборуваме за книга која сосема сигурно нема да успееме да ја дефинираме жанровски, но сепак ќе констатираме дека на еден извонреден начин пред нас го простира механизмот на раѓањето и постоењето на сите тоталитарни режими, овој пат низ примерот на настанувањето и би додал и историскиот континуитет или резултанта на многуте процеси од порано, сега реализирани низ режимот на Источна Германија или ДДР, или како што ја викавме.
По читањето на ова книга доаѓате до еден прилично парадоксален, можеби во одредена смисла дури противречен заклучок со многуте познати историски факти, како и со она што секој од нас го знаел, го дознал за разноразните тоталитарни режими. Имено, не само заради овој писателско-истражувачкиот талент на авторката, која ќе ја видиме подоцна, нели? Туку и заради дистанцата која ја имаме во овие 20 и кусурот години од тој свет. Јас сум имал прилика да го видам тој зид, да поминам низ него, може би некој од публиката исто така. То не е доживување кое што се заборава. Значи, заради дистанцата која што ја сме ја стекнале во овие 20 години, книгата не се очува со заклучокот дека станува збор за можеби најсовршената апаратура за угнетување измислена, се разбира, од болните умови на луѓе кои сосема искрено мислеле дека го следат нормалниот, природниот, историскиот тек на процесите кои водат кон некако совршено општество. Се разбира, како што авторката знае, а и ние знаеме, тоа до крај не е така, а тоа дека е така, сега парафразирам од книгата, племенитите идеи кога паѓаат во рацете на злосторници, на болни умови, секогаш и секаде завршуваат како разноразни механизми предодредени пред се за злостор и само злостор. Но секако и тоа треба да се напомене, историјата е преполна со разноразни злосторнички режими кои однеле многу повеќе животи, можеби од овој источно-германскиот, пролеале многу повеќе крв, во детали, ако одиме, измислиле многу посурови методи на тортура, но ниеден од тие режими не успел да ја достигне совршеноста на апаратурата создадена во ДДР. Сталин можеби испратил милиони луѓе во логори. Не знам, овие помали или поголеми диктатури со кои што некои дури сами се посведочивме, измислија, што знам, од она грозоморно фрлање од хеликоптери, авиони и така натаму. Но овој апарат, кој ќе ја видите, кој ќе го видите низ книгата, ќе видите дека бил навистина правен онака, лошо е да го употребувам овој епитет, но правен е германски точно, прецизно. Сега, за жал, човештвото во диалектиката на неговото растење, но особено и паѓање, покажува исклучителен талент во креирање на широка лепеза на сурови модели на доминација. Тоа никогаш не треба да го забораваме, бидејќи вратата на злото секогаш му е широм отворена. Јас ќе се повикам на нашето непосредно сведочење под услов да располагаме со сосема прониклива со сосема просечна проникливост, а за тоа што во моментов го доживуваме сите ние во оваа земја која не се вика ДДР, туку се вика Македонија. Се разбира, ниту искажав парола, ниту пак се обидов да употребам некаква изнасилена компарација. Само констатирав и повикав барем на елементарна вознемиреност. Подготвувајќи се за оваа промоција, си помислев дека би било можеби многу згодно како за почеток, сосема намерно се разбира, да цитирам неколку фрагменти од текстовите на фашистичките теоретичари, но се откажав од таа намера, бидејќи публиката секако, предпоставувам, нели, секој ден, односно секоја вечер, има прилика да се соочи токму со таков материјал. Сега и овде во Македонија. Тој таков материјал, но и системот кој што го овозможува неговото јавно генерирање, иако е попримитивно, се разбира, и понеписмено елаборирано отколку тоа што би можел да го стори, односно го правил еден Розенберг, да речеме, или самиот Хитлер, тој материјал е сосема доволен не само за илустрација на состојбата на духот во нашето општество, туку е и одличен, ќе го прифатите тоа, се надевам, одличен градежен материјал, особено ако се создаде поволен контекст
за буквално социјален хорор, кој не мора да биде софистициран како продуктот на тоталитарниот дух на германскиот цивилизацијски код, но секако дека ќе биде хорор. Со тоа сакав само да ја потенцирам неверојатната лепливост на идеолошката матрица, на идеите, односно реториката, особено за слоевите на население кое е, да сме сигурни во тоа, сосема намерно е доведено до духовно, морално и материјално ниво по кое ќе е можно да му се налепи се. А најмногу некои од варијантите на фашизам, може би прекрстена како, ако сакате, патриотизам, сакате комунизам, национализам, или што ли веќе ќе биде смислено во лабораториите на режимот или на режимите. Се откажав од намерата, велам да го цитирам Розенберг, од простата причина што книгата, всушност, Ана Фандер ја на трагата на германската литература, конкретно на Деблин, но и култура, конкретно на Фасбиндер, мислам. Значи, свесна за тоа дека фашизмот мора да имал плодна и претходно обработена почва, книгата ја започнува со нагласена, филозофите екзистенцијалисти едно време тоа го нарекуваа со нагласена тегобност, најдиректно од подземјето на Александар Плац, преку диалогот со само еден лик. И замислете, тоа е чуварката, нели, или како што ја нарекува менаџерката на подземниот јавен тоалет. Од тој диалог од една страна многу рудиментарна, од друга препон со цела една палета на вредносни ставови на менаџеркава, се разбира, и уште една слика од подземјето. А за таа менаџерка ќе помислите дека туку што избегала од некоја епизода од онаа серија Берлин Александар Плац, скоро беше некаде и репризирана некој од телевизиите, ќе помислите дека е избегана токму од епизодот, од тие епизоди кои што всушност се една прилично добра или одлична германска интерпретација на раѓањето на фашизмот во Германија. Но од тој момент, како читатели, всушност прочнуваме со процесот на осознавање на тоа како се случило тоа дно во сите негови варијанти и варијации да исплива или ќе исплива од герис буквално на површината на светот. Се разбира, некогаш тоа дно се појавува како джелат, некогаш како доброволна, та дури и ентузијазирана жртва, а најчесто како некој инфициран од апатија, најопасната болест по човештвото, која во тоталитарните режими нема размери на епидемија, туку на пандемија. Има, се разбира, уште една болест, која што е специфична и се однесува на специфична социјална категорија, на така наречените интелектуалци, кои што нели во својата надуена социјална поза кукавичлукот, недостигот на храброст го прогласуваат за внатрешен екзил, не знам, презир кон валканоста на секојдневниот живот или позиција на олимпска височина од која што ракурс ги мерат обичните или малите нешта со кои што ние другите се занимаваме. Велам, секогаш кога ќе видам таква поза, особено кај оние пак интелектуалци кои што со жар се впрегнале да слугуваат на режими во кои што царува овој тоталитарен дух, тој ракурс всушност не е ракурс на височина, тој е ракурс во најдобар случај на поселата наши, тоа го нарекуваат полски кенеф, да простите. Тоа се иначе доминантните карактеристики на ликовите со кои што во книгава се сретнуваме. Во 28-те
поглавја ли се, раскази ли се, новели ли се, епизоди ли се во книгата на Ана Фандер. Секој од ликовите ја има неговата трагична приказна, понекогаш дури и пронижена со краткоткрадени мигови на среќа, радост. Знаете, и во тој и таков свет луѓето живееле, се влюбувале, живееле секојдневен живот, се засакувале, се отсакувале, им се раѓале деца, се радувале, завршувале школа и така натаму. Велам, но то се само краткотрајни мигови на среќа и во крајна линија тоа е само дел од нивниот некаков гигантски, но трагичен усреќителски проект. Тие сите проекти, иначе во како презнак го имат, ја имат задачата, односно намерата, дека ќе го усреќат целиот свет, особено нацијата во чие што име владеат. Се разбира да е с краја, да се соочиме со такви проекти, би рекле барем која би биле суеверни, а ако сме малку помудри, сепак ќе се вооружиме со дополнителна храброст и борбеност. Има една приказна, една епизода која што недостига, ја нема, но всушност јас ја крстив како 29-та. Тоа е самата Ана Фандер, која од една ученичка, студентка, австралијанка, љубопитна, а подосна и влюбена во културата, јазикот на Германија, станува истражувач на судбините на луѓето кои, како и сите ние, ги спомнав на екзистенцијалистите, фрлени на овој свет, ја имале несреќата или пак среќата да бидат, со цинизмот на денешниот јазик речено, акционери во еден злосторнички потфат на еден историски процес во кој превладала патолошката димензија на настаните, а соодветно, како што е ред, болните умови дошле до целосен израз. Книгата иначе е пишувана во два наврати, тоа го разбираме како од самото действие, така и од воведните и завршните белешки во книгата. И доколку ја читаме само во прво лице, соживувајќи се со авторката и сите нејзини внатрешни состојби, што при првото читање секогаш случај, па и дури за оние кои што се сметат за најквалификувани читатели, чувството на тегобност или, да употребаме еден друг израз, мачнина, кој што е исто, али некогаш едниот или другиот е посоодветен, е неизбежно тоа чувство. Кога овде присутниот Милчин ми ја даде книгата, не дека се затрчав да ја читам веднаш, ама по неколку дена си реков, ајде да видам зашто точно се работи, немајќи никакви претходни сознанија, освен она што вообичаено, да не речам куртоазно, се прави кога добивате книга на подарок, прелистување, и ако познавајќи го пак Владе, предпоставив дека станува збор за нешто сепак вонредно или поточно речено необично. Така и бидна. На штета на Владе, барем додека ја читав, бидејќи не сум непристоен човек, нели, ама неколку пати читајќи си помислив, како ме заглави овој човек. Како и со неговите представи, кои многу пати сум се зарекол дека нема да ги гледам. Ја знаете, нели, она прочуена, се разбира, лажна дилема за и околу театарот, односно дали театарот може да го менува светот. И не се мачете, не го менува. Ама тој што ги изгледа од представите на Владе, веќе не е истиот, и тоа не заради вулгарното движење на сказалките на саатот, нели сте постари 2 сати, туку заради тоа што тие представи, односно како и оваа книга, ве вознемируваат, ве распаметуваат, ве преокупираат. Тоа беше проблемот заради кој што, барем додека ја читав книгата, го споменував Дародавецот. Најпрво ме се измачив со тоа што при читањето на книгата, заради некаква читателска наивност, се обидов да ја определам според некаква формална класификација на жанровите. Се разбира дека не успеав, а како напредува патувањата, односно истражувањата на Ана Фандер од еден до друг, штази музеи, штази документација, патување од Лајпциг до Берлин, од Берлин до Дрезден, од Лајпциг до не знам кое место во Германија.
и вклучително има едно поразувачко патување до Нирнберг, за да се сретне со една група на луѓе кои што се нарекуваат составувачи на уништените во фронцли претворените документи на Штази. Штази кога се распаѓала државата, имала премалку машини за да ја уништи таа гигантска документација што ја создавал со годините и не успеале ни да ги запалат, па од тоа што останала една група во една зграда во Нирнберг, како оние ни жени составувачи на досиеата во Американската амбасада во Техеран, ги составуваат досиеата и според некоја математика ќе им биде потребно неколку стотини години да го состават тоа што Штази не успеал да го доуништи, например. Значи, вклучително и со тоа најпоразувачко патување според мене, ги следиме и биографиите, и тоа по еден чуден редослед, ред на джелатите, ред на нивните жртви. Ве обзема мачнина кога сето тоа го читате, бидејќи, знаете, не е тоа заради емпатија кон ликовите, и може би најмалку заради тоа. По средбата со секој лик, суровото сознание за залудно потрошените животи ме поразуваше, а и дополнително пак ме дотепуваше фактот дека жртвите и во новиот свет, во овој во кој што дошле, или кој што преживеале, стасале до новата Германија, новиот свет, си останале жртви и дека всушност не постои механизам кој барем минимално може да им ги надомести страдањата. Сега дали тоа биле физички, дали духовни. Особено пак духовните, бидејќи Штази беше била специализирана, меѓу другото, за душевни тортури, вклучително, пак тоа посебно ме збесна, специјалните одделенија или оддели за дискредитација на сите оние за кои се сметало дека се противници на режимот. Паралелно, освен информациите достапни на мрежата на интернет за тоа кој е Ана Фандер, што правела, како правела, неколкуте интервјуа, сега ќе видиме нешто од тоа, го побарав да се искористам нешто од модерните медиуми за комуникација, го побарав незиниот профил на Фејсбук. Прочитав неколку радосни честитки по повод некои награди, нови изданија, но и неколку искази за книгата која што денеска ја промовирам. Се разбира, јас се воздржав од тоа да коментирам таму, бидејќи меѓу нас ние немаме никаква официјалност, не сме пријатели, како би рекли, а јас како стара школа имам некаква специфична Facebook етикетија, што да правам. Не се. Што забележав поточно, што во еден момент ми светна. Оние луѓе коментатори, сите до еден живееле и живеат во така наречениот слободен свет, коментираат за нешто кое што во крајна линија е документаристичка фикција. И нивната позиција при тоа се разбира на коментатори е комфортна, да не речам ништо, ама баш ништо од сето тоа што таму е напишано не ги допира. Ниту пак некогаш ги допирало. Се разбира дека тоа не ги дисквалификува во никаква смисла на зборот. Читатели си имат право да бидат допрени, трогнати, исто онака како што кога ќе прочитаат, например, лирска балада за некаква несекна љубов, да речем. И тогаш бидуваат допрени, и тогаш бидуваат трогнати. Не ја гледам разликата. Ми остане надежта дека сепак може би некој од нив ја разбрал пораката, поточно предупредувањето на Ана Фандер, која откако во 300 и кусур страници исцрта една совршена анатомија на еден модел на тоталитарен режим, недвосмислено ни стави на знаење дека сега ајде да превршувам, да не претерав можда. Значи, ќе привршам таму каде што започнав.
Ана Фандер ни става до знање дека мандатот на Јоаким Гаук може би е надежен за германците, но ниту метро преку нејзините граници на Германија. Ако се осмелев да испишем, например, коментар на нејзиниот профил, може би ќе и се заблагодарев за извонредната книга, но и ќе ја почестев со еден подолг допис за мојата земја, за нашиот модел на движење низ историјата, за нашите усреќители, за нашите болести, за нашите болни криминални умови од кои сме, нели, од кои не сме оскудевале никогаш скоро. Не дека заборавив, ама има еден податок кој што ќе ви звучи како дигресија. Најголемиот дел од високите офицери на Хитлеровиот режим, кога се распаѓала Германија, бегале и избрале да бегаат на запад. Освен еден. Последниот шеф на Гестапо, Милер, избегал во СССР. Никогаш никој не дозна што се случило со него. Никогаш. И до денешен ден. Може би Ана Фандер и да го знаела овој податок, не знам, ама нејзините заклучоци во врска со злосторството, а особено казната за тоталитарните проекти, се индикативни, што не значи дека нели треба да не обесхрабрат. Мене ме охрабрија, например. Е така, благодарам. Благодарам, Ѓумер. Ѓунер ме натера да подсетам на нешто, а тоа е дека фактот дека кога ја планиравме денешнава средба и промоцијата на книгата Штазиленд, ни на крај на памет не ни паѓаше дека меѓувремено ќе се појави оној фантастичен предлог закон за лустрација со која наводно ќе бидат казнети олигарсите. И тоа просто ме тера да, ако се обидувам да го на некој начин во една реченица да го искажам чувството мое за оваа книга, таа би гласала вака. Не дај Боже, минатото на источна Германија да стане иднина на земјата во која јас живеам. И кога излезе овој фантастичен предлог со кој де факто може да се случи секој граѓанин на Република Македонија да има право, а подоцна и обврска да го кодоши својот комшија, роднина, колега, ривал и така натаму и така натаму. Ако тоа се случи, ние навистина ќе го надминеме она за што Ана Фандер пишува, па ќе треба да чекаме некоја наша Ана Фандер, која ќе го опише она што нам ќе ни се случува. Но, овие стихови што ќе ги прочитам, значи, припаѓаат на една рок-н-рол група, која во еден момент, кога ги поминала границите на дозволеното, се нашла во ситуација да им биде соопштено од една културна функционерка на режимот во Источна Германија, таа им вели: денес сме овде за да ви известиме дека вие веќе не постоите. Завладеала тишина, еден од членовите на групата му сигнализирал на еден од техничарите да прекинат somестењето на опремата, а соло гитаристот на групата ја прашал функционеркава дали тоа значи дека сме забранети. Не рековме дека сте забранети, рекла другарката Елшлегел. Рековме дека не постоите. Еве го еден од нивните сонгови, гласи вака. Патем биде речено си дадов задача да ги пронајдам снимките на оваа група. Го пеам мојот блуз за човек кој би можел да ви каже колку беа црвени соништата во урнатините, каде што бетонски кули се сега. А дали сакате да знаете што останало од соништата на тој човек? Прашајте ги ѕидовите на келијата број 307 на Хоеншенхаузен, тоа е тој страшниот затвор на Штази. Јас го пеам црвениот блуз за оној кој не може да ме чуе, како дете во мрак што си пее себе си.
Тоа се стиховите. А сега ја канам Фросина. Благодарам, професоре. Почитувани гости, почитувани пријатели, јас се ги користам приликата како и господинот Ѓунер да се заблагодарам и на организаторот, но и на издавачот, Фондацијата Институт Отворено општество и професорот Владимир Милчин за поканата да бидам еден од промоторите на романот Штазиленд, вистинските приказни од зад Берлинскиот зид. Кога ја добив понудата да бидам еден од промоторите на Штазиленд, како млад интелектуалец, истовремено бев почестена од вниманието, но истовремено истравував дали ќе успеам да ги доловам и да ги презентирам идеите на авторката Ана Фандер, но и моите истовремено. Читајќи и препрочитувајќи го романот, кој што плени со пластичноста со која се представени чувствата и животните приказни на ликовите во романот, сивите пейзажи на Берлин, сега и некогаш, станува все посвесна за идејниот мотив, поривот и карактерот на Ана. По неколкуте разговори што ги имавме со Ана на социјалните мрежи, во кои ме замоли да ви се заблагодарам на сите вас, кои што денеска ќе ги понесете импресиите од Штазиленд, ширејќи ја вестината за романот, добивав потврда на чувствата кои ги имала пред да започне да го пишува романот за мрачната историја на Германија пред и по Втората светска војна. Живеењето, истражувањето и пишувањето на Штазиленд, а подоцна и на романот Се што сум јас, представува внатрешен порив за трагање по приказни за храброст, а не само опис на илјадниците, милионските човечки страдања во времето на суровата партиска и тајна полиција на Социјалистичката партија на единството на Германската демократска република Штази, како нејзин штит и меч. Личните приказни на жртвите на Штази го представуваат страдањето и душевното пропаѓање од една страна и физичкиот и психичкиот отпор кон политичкиот режим, општата параноја и стравот, кои го правеле јазот помеѓу реалното и пропагираното толку длабок, што најдобро било воопшто да не се размислува. Отпорот на жртвите е присутен и денес, но тоа е отпорот против заборавот на минатото, мрачната историја на Германија и незиниот народ. Внимателниот читател ќе биде чудоневиден од сличностите на историскиот контекст, опишан во перото на Фандер, и историско и општествено-политичкиот контекст во кој живеат македонските граѓани. Без да бидам погрешно разбрана, Штазиленд може да биде одличен прирачник за препознавање и разобличување на апаратот на безбедносните служби во функција на партијата и политиката, нивното видливо или невидливо присуство, како и универзалните мерки за креирање на поданичко граѓанство и долги години партиско владење зад превезот на демократијата и политичкиот плурализам. Романот ви доловува историски сцени и настани, кои како на филмска лента поминуваат пред вашите очи, оставајќи ви впечаток дека ги живеете овде и сега. Дека не ви се туѓи чувствата на ликовите од романот, дека и вие сте дел од старо-новите настани кои безобразно наликуваат еден на друг. Сочувствувате со Јулија, која има чувство дека е избуткана од реалноста, дека направила се обидувала да направи нешто добро за себе, да направи нешто добро за другите, но станува гонета и прогонувана од реалноста и од Штази. Го делите низиното чувство дека секојдневно пропаѓа во раце под помеѓу пропагандата, дека живее во праведно и слободно општество и болната вистина дека сето тоа е една голема лага и манипулација. Го преживувате чувството на беспомошност, пропаѓање на иднината, известноста и младоста на илјадници Јули. Тоа чувство ќе ве потсети на Хана Аренд и незините зборови од времето на германската мрачна историја, дека во услови на тиранија и насилство најдобро е да дејствувате, а не да размислувате. Фандер во романот суптилно не внесува во чувствата на женските ликови, за да можеме да ја разбереме нивната немоќ, но и храброста со која, откажувајќи се од важните личности во нивните животи,
покажуваа решителен отпор на притисоците да станат дел од илјадниците соработници кои го живееле својот живот во животот на другите и биле алатки на монструмот Штази. Ниту љубовта кон вереникот, ниту копнешта по мажот на кого му се губи трага, ниту разделбата од синот единец, овие жени не ги направи алатки на Штази. Живеејќи ја својата мака, не го предадоа животот и вербата дека утре можеби ќе биде подобро. Во преживувањето на своите судбини, кои ги делеле милиони граѓани на тогашната источна Германија, овие жени, символи на отпорот против Штази, денес ја живеат незаинтересираноста на своите сограѓани, германците, отворено да ги споделуваат чувствата и маките кои ги оставиле длабоки траги во нивната свест и менталното здравје. Привидната рамнодужност кон настаните во источна Германија за време на Штази, по падот на Берлинскиот зид, го потврдува фактот дека романот Штазиленд уште не е издаден во некои делови од Германија. 20 понуди до издавачки куќи во Германија и уште толку позитивни оправдувања за така нареченото тактизирање со објавувањето на големата вистина за Германија и низиниот народ. Лесно било велат странец да ја раскажува историјата на друг народ и на друга држава. Објективноста и била загарантирана, тоа било и предност, но тоа за издавачите не е доволно. Тие бараат разбирање за сентиментите и субјективните доживувања на германците, за таа мрачна историја и трагичните периоди кои што комплектно ги деморализирале и ги одвратиле од барањето на правдата, а најмалку од одмаздата за Штази агентите, соработниците и информаторите. Соочувањето со фактите дека нивните најблиски пријатели, роднини, колеги и сопружници биле алатки на монструмот Штази, кој сака да контролира се и секого, според жртвите ја прави одмаздата невозможна или уште посурова. Сознанието за овој деморализиран, понижен и психички прекршен народ ве исправа пред реалните случувања во сопствената држава, во која се бараат виновници, соработници, жртви, жртвувани. Не можете да не се ставите во улогата на жртвувач или жртва, контролор или контролиран, а да не ги преживеете сеќавањата на Хер Винц, мајорот Н, Хер Икс за нивната улога во одржувањето, негувањето и градењето на Штази апаратот. Нивната убеденост во исправноста на своите постапки, од кои многумина страдале, ве исправа пред предизвикот да се обидете да го разберете менталитетот на агентите, кои убедени во исправноста дека работат за државата, забораваат на својата човечка хумана димензија. Големи се сличностите, а истовремено и разликите, во обитот да ги компарирате општествено-историските контексти во кои живееле германците во источна Германија и граѓаните на поренешната Југословенска федерација. Сличноста е во тоа што сите, и тие, и ние, во известна мерка копнееме по некогашниот систем, но не затоа што бил подобар и похуман, туку затоа што денешниот е се полош и се понизвесен. Граѓаните се согласуваат дека било многу тешко и мачно, сакајќи да кажат дека сега е уште потешко од тогаш. Дека овие сега во обидот да не убедат колку било тешко, забораваат дека ги употребуваат истите методи и инструменти да ја обезбедат граѓанската послушност, влевајќи страв од државата, тоест од партијата. Романот ќе ви помогне од историски аспект да ја разберете разликата помеѓу суровоста на политичките режими, чии современици се предмет на современите процеси на лустрација. Ќе ве соочи со признанието дека Сталин и сталинизмот, со сета своја суровост и политичка извитопереност, не беше тоа што го живеа граѓаните на Тито и Југословенската федерација. Неминовно е да го признаете тоа за да стапнете на следното скалило на сознанието дека УДБА не била буквален пандан на Штази, туку само негова понеопасна варијанта во судир. Дека Информбирото и Политбирото се политички битки тогаш, но и битки помеѓу тамошните и овдешните,
тогашните и сегашните политики, партии, безбедносни служби и тајни полиции. Современите рефлексии на оваа историска компарација е услов да разберете кој е кој во стратегиските игри денес, кога сите се борат за демократија, пазарна економија, против комунизмот таму и тука. Аналитичкиот продор што ви го гарантира романот, како времеплов ќе ве врати во историските настани на Балканот, пред и по Втората светска војна, ви изнудува заклучок за тоа кој кого поддржувал и заштитувал, советите или сојузниците, фашистите или антифашистите, кој кого служил и обслужувал. Овој заклучок ќе ви помогне да ја разберете логиката на Штази агентурата, да ја видите продолжената рака на партијата и Штази како нејзин апарат, раката која досегнува далеку, дури до тука на Балканот и во Македонија. Историските рефлексии на современите системски, политички и безбедносни битки срамежливо го разголуваат сваќањето на врховистичко-фашистичките сојузи и школи. Ве принудува да трагате по фактите и ликовите на мачениците и мачетелите во повоена Југославија. Ве тера без срам да поставувате прашања меѓу кои каде беа предците на борците против историските неправди во историјата, каде беа кога сојузниците се бореа против фашистите, а подоцна и преку нивните поблаги варијанти. Може ли Штази да му прости на Тито? Колку долго ќе трае исправањето на историските неправди, нивните и нашите? Романот ќе ви помогне да сватите и да ги препознаете современиците на оваа така наречена изживеана, но се уште жива апаратура и идеологија. Ќе ви помогне да ја разберете желбата на партијата и апаратот, да се има моќ за контрола и надзор, да се биде прв пред другите и пред времето. Важноста или тривијалноста на информациите, сликите, видео и аудио лентите, сознанието дека суптилните детали од интимни интеракции се алатка за правење исплашени поданици, дека долгата крадлива рака е прекратка да замавне и да даде отпор на уценувачот, дека авантуризмот и починувањето на авторитети може истовремено да направи најголем херој и најголем глупак. Романот, доколку го читате со историски проткаени меѓу редови, ќе ве направи видовити во препознавање на иновираните агентурни методи на Штази во нашето општествено живење. Ќе ви даде целосен или делумен одговор на прашањата кои малкумина имаат храброст да си ги постават. Кои се современиците на Штази кај нас? Кој кого врбувал, уценил, купил, понижил, охрабрил, инструирал, инструментирал, подучил? Кому служиме ние, а кому служат тие? Има ли Македонија приказна за храброст и приказни за отпор? Дали искрено сакаме да се деморализираме или пак сајкајќи да лустрираат ќе започнат со шталинизација на политички неподобните типови македонци во фиром географска Македонија? Романот не исправа пред дилемата за потребата од јавност на документите кои треба да сведочат, зборуваат за нечија приватност, интимност, политичност, аполитичност, подкупливост, сервилност, патриотизам, предавство, екзил, бегство, сегашно минато. Фандер суптилно и неприметно го поставува прашањето за да го најдеме одговорот. Дали отварањето на досиеата се прави заради одмазда или заради правда? Чија историја откриваме? Кои жртви морално обезштетуваме? Ги знаеме ли злоделата? Ги знаеме ли жртвите? Ги знаеме ли извршителите? На крајот на краиштата ги знаеме ли нарачателите? Романот ја отсликува германската гордост и срам од една страна да се отворат вратите на јавно достапниот увид во срамот, понизноста и суровоста на својот народ, а од друга страна признанието дека германскиот народ го надживел од маздолюбивиот внатрешен порив кој ќе биде оправдан само во времето на отпорот против Штази и партијата, но не и сега. Романот не поучува како не треба да згазнеме на демократските и плуралните придобивки под 90-тите, како не треба да ја погазиме природната политичка еволуција и надживувањето на еднопартиските политички и безбедности апаратури.
Тој не предупредува во каква замка можеме да западнеме, трчајќи во слепата трка со политичките неистомисленици и обидите, напаѓајќи ги нив да се браниме самите себе си. Фандер преку ликовите се обидува да укаже дека нема невини и виновни жртви, послушни извршители или непослушни дисиденти. Преку ликовите на Штази агентите и спикерот во емисијата Црн канал, таа не соочи со сличностите на тамошните историски настани со современите случувања на нашите простори. Тоа е обид да се предупреди дека барањето виновници може лесно да ве направи жртви и обратно, барањето жртви да ве направи виновници. Само времето може да биде мерка на оваа виктимологија. Романот е патоказ или упатство за разобличување на методологијата на стравот од државата во функција на градење послушно и рамнодушно граѓанство и силна и сурова партија со обезбеден долг рок на траење. Романот е хронологија и историја на настани и еволуција на една политика и партија, која во обидот да се избори против нацистичкото зло, заборава и продолжува да се бори, но сега против својот народ. Повторно се присетувам на Хана Аренд и незините предупредувања во борбата против изворите на тоталитаризмот, дека кога угнетувачот ќе се ослободи од канџите на угнетувачот и самиот угнетува. Романот не предупредува дека ослободителите од историските зла може да ни остават привид на спасители и борци за исправање на историски неправди, но дека овие така наречени историски заложби може да бидат превес на нескротливата желба за управување со агентурата која гарантира политичка долговечност. Емоциите и ентузијазмот на Фандер со кој го потикнува новинарскиот, научно-истражувачкиот, историскиот и безбедносно-аналитичкиот предизвик за сите оние кои трагаат по суштински одговори на безбројните неодговорени и непоставени прашања, ме соочува со мојата сличност, со Фандер во поривот за правда и нагонот за креирање и барање приказни за храброст и отпор против неправедниот политички режим. Се соочувам со незиното признание дека секогаш е заинтересирана за тоа што не треба, поточно за она кој малку или воопшто не се зборува јавно. Се прашувам дали тоа не е оној ист порив кој треба да биде задача на сите јавни интелектуалци во контроверзните времиња на суптилна политичка манипулација, пропаганда и агентура. Се подсетувам на прашањето што му го поставиле на Макс Вебер. Зошто сака да биде социолог и јавен интелектуалец и која е неговата задача? Одговорил без двоумење. Мојата улога како социолог е да зборувам за најчувствителните теми во општеството, да ги поставувам најнезгодните прашања кои воопшто не се поставени и најмалку се одговорени, да критикувам и советувам, и при тоа без да се грижам за тоа дали ќе има и каков ќе биде ефектот од сето тоа. Дочитувајќи ја книгата, не престана да ми се наметнуваат прашањата кои би сакала да им ги поставам на моите колеги, научници и практичари, новинарите, истражувачи и другите за тоа каков ќе биде нивниот научен и стручен придонес во проучувањето и истражувањето на декласифицираната архивска документација на безбедносните служби од поранешните безбедносни служби, независно кои, германски, француски, југословенски, руски. Не престануваат да се редат прашањата. Каде е архивската документација на поранешните безбедносни служби, кои треба да бидат основа за утврдување на вината и невиноста на оние кои служеле на државата или партијата? Какви ќе бидат ефектите од барањето виновници и жртви само преку реториката на душегрижниците и кочачите, преку напади и одбрани? Дали нашите демократски безбедносни служби ќе го отфрлат превезот на тајност врз приватноста на жртвите и нивните джелати, како што најавуваат нарачателите, заборавајќи да се присетат дека во прилог признаваат дека штазификацијата на македонското општество продолжува и по 90-тите години. Дали сето ова не е експериментот наречен
Власт од далечина во функција на семоќниот апарат кој продолжува да отшукува тивко, ама гласно. Невидливо, ама препознатливо за кого како. Се разделувам со Штазиленд во доцните ноќни часови, со сигурност дека повторно ќе го препрочитам и ќе ги пролистам страниците полни со чувства, лични истории, храброст и отпор, копнежи и верба, заборав и иднина. Многу нешта ми стануваат појасни, многу настани ги разбирам подобро. Во магловитите сеќавања паѓаат маските и се демистифицираат фантоми. Ми олеснува, а истовремено ми е многу тешко. Се борам со визии, чувства и стравови. Барам место за мојот отпор кон послушното граѓанство, тоест стравот, и се надевам дека ќе бројам приказни за храброст. Сила и слобода истовремено, храброст и страв исто така, но не од нив, од државата, од партијата, туку од сознанието дека живееме во минато, во модерна верзија. Сакам да верувам дека рассепот помеѓу пропагираната слика за сегашноста и реалната состојба нема да стане предлабока, дека нема да бидеме гонети и прогонувани само затоа што гласно размислуваме. Благодарам. Благодарам. Дали некој од вас има некое прашање или коментар? Знам дека некои ја имат прочитано книгата, повеќето не. Значи не е ни диктат, ни ултиматум. Тешко. Добро. Еве има сепак. Ама тој Дюнет слушал. Не, изслушам све. Повели. Сосема накратко сакам. Ама представи се. Да, јас сум Митко Јованов. Порано работев во Дневник, претходно колумнист во Дневник, сега во Германија живеам со докторски студии и така. Во оваа прилика бев во Македонија и еве искористив и ситуацијата да присуствувам на денешната промоција. Но сакав на оваа тема еден факт да споделам, тоа дека имам нешто читано од германски магазини и некоја литература во однос на работата на, да кажам, Комисијата за лустрација во Германија на чело со Јоахим Гаук, сегашниот председател. Значи, тоа што ми остава посебен впечаток во делувањето на таа комисија за да се справи со минатото на Штази, е во тоа дека Јоахим Гаук и со целиот свој авторитет се заложил пред Бундестагот, значи да се изгласа посебен член во законот, каде што оние поранешни соработници на Штази, кои што биле соработници за возврат да добијат позиција или нешто, значи оние поситни, значи станат сега соработници на Јоахим Гаук, буквално да кажеме, на таа комисија, значи за да помогнат да дојдат до правите наредбодавците, значи кои што биле и мозокот и сета таа конструкција од еден таков систем што го направиле. И значи така тие, да речеме, не само што се во наводници кажано помилувани, туку и станале соработници и мислам дека работеа цело време и денеска уште функционира и се дел, нели, ако веќе не се остарени и не се у пензија. Значи тоа сакав да го кажам дека тоа од искуствата на работата на оваа комисија во Германија може многу да се помогне за да се разреши тој и овој проблеми кај нас што се наметнува, а не треба многу ништо да се измислува, само еден мал дел од тие искуства се применато овде за и без многу трошење енергија и страдање на други невини души за да се заврши овој процес и кај нас. Тоа сакам само да го кажам. Ви благодарам. Благодарам. Инаку ние пред 2 месеци стапивме во контакт со господинот Гаук да го донесеме во Македонија. Арно стана председател, сега не можеме ние да го каниме, а тие што би требало да го канат, не знам дали ќе се сетат да го поканат. Повелете некој друг да не бара збор. Ајде, јас ми на микрофонот те молам. Јас сум Горан Софески и доволно е Министерство за одбрана. Премногу ќе постанам јавен и јасен. Би сакал да го
да го споменам, ја прочитав книгата. Цртачот над зидот, значи он е вистинскиот цртач над зидот и неговата судбина, како завршува, и би ве замолил ако може една книга подарок да му поклоните на денешните цртачи или како да кажам луѓето кои се обидуваат да го внесат штази во Македонија да им поделите. Професорот Саркањац и така, да не ги именувам, да не помислат дека имам нешто лично против. Еве ќе го Ви замолам благодарам. Џунер тие заедно или не знам во тука некој временски рок студираа филозофија Џунер, заедно бевте или не? Не помлад и од мене. Добро. Па уште поврно, кога е помлад нема може да каже не. Ќе му дајме на Џунер 5 парчиња. Добро, прво списокот да го направите, не е Добро, во ред. Да не треба да допечатуваме од тиражов. најверојатно. Повелете. Ако нема, да пуштаме филмот. Мислам дека заслужува апсолутно внимание. Фросина, ти си го гледала? Па префрли се таму. Благодарам уште еднаш на Фросина и на Џунер.